На 14 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од емисијата со гостувањето кое што ви го најави. Во Струга започнаа подготовките за манифестацијата Бадникови поворки, манифестација која што предизвикува радост и воодушевување кај сите граѓани и всушност е еден од најчистите начини на изразување на вербата, затоа што учесници се најмладите, односно дечињата, и оваа година продолжува оваа стара духовна традиција. Подготовките нормално ќе траат се до Бадниковото навестување за раѓањето на Христос на 6 јануари 2024 година, кое што ќе биде одбележано со голема поворка низ Струшките улици. Дечињата ќе ја пеат старата коледарска песна Вечниот Бог, но освен оваа песна, децата на пробите во Струга слушаат и предавања за да ја научат суштината и символиката на настанот во кој што ќе учествуваат. Сите детали ќе ги дознаеме од Лидија Николовска, организатор на Бадникови поворки во Струга. Лидија, досега одржавте 2 проби, како се одвиваат истите и кажете ми колкав е одзивот досега? Па вака, сега прво добар ден и ви благодарам што ме поканивте да гостувам во вашава прекрасна емисија. Се надевам дека овие гостувања ќе ни преминат во традиција и наредните години околу Бадниковиве поворки пред самиот празник на Рождеството. Ние досега одржавме 2 проби, на кои што проби се изработивме витлеемски звезди, се дружевме, пеевме, си одржавме по некое предавање за суштината на Бадниковата поворка. Така, колку дечиња имате до сега? Морам само нешто да ви кажем, дека дечињата на пробите доаѓаат во многу мал број, додека пак на самата поворка доаѓаат околу 3 пати или 4 повеќе деца од тоа што ни доаѓаат на пробите. Јас би сакала да апелирам до родителите, бидејќи пред се работи за мала возрастна дечиња и треба родителите да ги пуштат и да ги информираат. Нема дечињата никаде би се информирале за пробиве. Ги замолувам родителите, ако се во можност да ги носат дечињата на пробите, бидејќи пробите ние не ги организираме само колку да видиме колку деца ќе ни дојдат на проба или заради нешто друго. На пробите ние им укажуваме на децава зошто се организираат Бадниковите поворки и која е смислата на Бадник и учеството на децата во поворката. Јас би сакала уште нешто да нагласам. Бадниковата поворка што се организира на ниво на Македонија. За Бадник, пред самото Рождество Христов, ова е една и единствена поворка во светот. Не на Балканот. Во светот зборуваме поворка со деца, што го наговестува раѓањето на Христово. Значи, во нешто сме први во поворка. Значи, поворката не е литија, бидејќи некогаш се мешат со литија, но тоа всушност не е литија, тоа е поворка и самиот збор означува одење во ред едни по други. Децата треба и да научат и да се синхронизираат, затоа е важно да доаѓаат на пробите. Сега спомена во најавата дека не станува збор само за површно учење на песната Вечниот Бог, туку дечињата кои што доаѓаат слушаат и предавања за тоа што всушност значи Бадниковата поворка и која е символиката на настанот на кој што очигледно со радост сакаат да учествуваат, но верувам дека многумина кои што нас слушаат не ја знаат суштината, без разлика дали се деца или возрастни. Објаснете ни подетално околу оваа символика и суштина на Бадниковите поворки. Јас во моментов чувствувам огромна возбуда и радост, што ето баш од мене би можеле нешто дечињата да слушнат, и некои возрастни што не можат. Затоа и ги поканувам да дојдат и на предавањата и сите заедно да ја делиме радоста од Рождеството. Ние изработуваме нели звезди. Така? И тие звезди имаат символика, не се само така изработени звезди на поворката. Значи, кога тргнале нели пред самото Рождество Христово, нели се објавило каде ќе биде роден Христос и мудреците биле тргнати во престрет на раѓањето на Христос. Ама не знаеле каде ќе се случи тоа. И затоа, нели, бил даден знак од небото, звезда, и тие ја следеле таа звезда. Значи, тоа е радоста на Бадниковите поворки. Децата ја следат звездата, уствари децата се
предвестници на говестници на раѓањето на Христос. И затоа ги замолувам да доаѓаат децата на поворки, на проби, за да го дознаат да ја дознаат суштината, да дознаат за празникот, што значува празникот Рождество Христово, што значува празникот Бадник. Значи, ние на Бадник се припремаме и децата низ улиците го наговестуваат дека веќе наредниот ден ќе се роди Христос, Спасителот на светот. Тоа е една голема духовна радост што се излеват врз децата. И често пати имаме сега вака од минативе години сите дечиња сакаат да ја носат пештерата. Мислат, возраста им е таква, се радуваат, мислат дека е нешто многу посебно да се носи пештерата. Пештерата е една, не можат сите деца да ја носат. Често пати знаат да се растуркаат, јас ќе ја носам, ти ќе ја носиш, па и некои родители сугерираат, мислат дека ако нивното дете ја носи пештерата, дека нешто ќе се случи. Ама да ви кажам нешто. Дали некој дете ќе ја носи пештерата, 1, 2 или 10 деца или 15, тоа нема врска. Благословот се излива врз сите дечиња што присуствуваат на поворката. Битно е учеството. Дали ќе одиме ние со пештера? Извинете, дали ќе одиме со пештера низ улиците или без пештера, битно е учеството и благословот што го добиваат децата со самото присуство на поворката. Тоа е радоста. Мислам дека и дечињата ја чувствуваат таа радост. Најверојатно повеќе тие што доаѓаат на предавањата затоа што веќе ја научиле суштината. Сега еве споменавте и сугерирање на родителите. Колку сметате дека во денешно време има вистинска верба? Живееме во општество кое што често знае на многу начини да не оддалечи од тие духовни вредности, а истите треба да бидат основа на нашето постоење и делување. Кога се осмисли, морам да се вратам, ако ми дозволите, кога се осмисли да се создаде непрофитна организација Бадникови поворки пред 7 години, беше многу тешко. И сето тоа се оствари заради децата, од љубов кон децата, бидејќи Божик го прославувавме вечерта само со збиранки, храна, палење огнови, ама не беше тоа само суштината на пречекувањето на Богомладенецот Христос. Сакавме децата да дознаат, да се едуцираат децата. Па со благослов на владиката Партени, така како една иницијатива настана, па неколку луѓе, што се главните организатори од Скопје, се договорија, се осмисли, се оствари непрофитна организација. Значи, сите што сме во оваа организација, значи, тоа го правиме од љубов, без никаква материјална корист, туку на духовна радост. Так. Се за духовна радост. И за децата, и за државата, и за црквата. Родителите, мислам дека имаме ние многу скршнато од не знам како да го наречам, од тој вистинскиот пат, и дека и за нашите деца сме ние како родители сами, дали децата сами сме виновни за се што се случува во животот на децата. Ако децата ќе тргнат по добриот пат, тоа е наша заслуга. Ако децата тргнат по лош пат, значи тоа така, ама не зборуваме за вербата само кај децата, туку и кај возрастните. Некако многу почнавме стресно да живееме, некако еве и самите анализи покажуваат депресии, антидепресиви, конзумирање лекови, многу несрекни луѓе кои тоа го покажуваат, кои не го покажува. Реално живееме во доста стресно време. Вие сте позната во нашиот град како голем верник. Ми рековте дека не сакате да зборувате за тоа, но сигурна сум дека на многумина можете да им помогнете доколку објасните како го постигнавте тоа да бидете непоколеблива во вербата и тогаш кога е најтешко. Каков беше вашиот процес на духовно растење? Јас ви напоменав дека за тоа не сакам да зборувам, ама сега И тоа сметајте го како хуманитарен чин со оглед на тоа дека верувајте ми и од она што го имам како контакти, како новинар е повеќе од потребно, на вистина. Да, ве разбирам потполно. Значи да се живее со Христос и да се верува во Христос е многу убаво. Ама сите некако од тие причини што ги кажавте, брз живот, економија и сето тоа, како да го заборавивме тој дел, некако како да го потфрливме настрана. Се додека еден ден
не се освестиме. Сега освестувањето може да дојде на повеќе начини. Кај мене тоа се случи преку една многу лоша болест. Јас и така влегов во самиот навлегов во самиот живот во црквата, во верата, во духовноста. Јас бев допрена на многу потешкиот начин и го открив многу потешкиот начин за верување во Бога. Мене ми е мило, може би тоа ми беше едно освестување во животов и ми е мило што ето така на тој потежок начин го спознав Бога, ама пак мојата потреба за Бога и за помош од Бога беше толку многу голема, што ме држи таа вера и љубов во Бога и ден денес, после 16-17 години. Значи, сите во период од животот кога ни е тешко, сите притекнуваме кон Бога, го бараме Бога, ама треба постојано и константно да ја чувствуваме потребата од Бога. Тоа сакав да кажам, кога ни е тешко најчесто, потоа се оддалечуваме малку. Би се случили да имате период кога се прашувавте зошто баш вие го имате тоа искушение? Некако да бидам искрена, не се запрашував зошто баш јас. Бидејќи бев премногу млада, имав 24 години, мене ми беше единствена цел да не прашувам ништо од Бога, да не барам никакви одговори од Бога, туку да се излечам од таа состојба и да продолжам напред. Јас ве прашав затоа што многу ми навела дека токму тој еден од тие гревови е да се прашуваш зошто јас. Да. Јас никогаш не се запрашав зошто јас, туку едноставно му благодарам на Бога за така Бог што ја изли неговата милост врз мене. Да ве прашам, што мислите наискрено? Ве спаси таа верба или ве спасија лекарите, или е тоа комбинација, или така требало да биде, верувате во судбина, затоа што вие сте доста упатена во сето тоа. И предпоставувам имате и духовен отец, и кој ви е ставот сега? Мојот став е дека без Христос ништо не би можеле во животот да направиме. Дека лекарите се дадени од Бога да помогнат, но ако Бог го нема последниот збор, ние без Бога сме ништо. Така. Ве разбирам и многу ви благодарам за ова што го споделивте, со оглед на тоа дека делувате многу сигурно, затоа што едно од всушност и главните поенти е да бидеме непоколебливи во таа верба и тогаш кога ни е најтешко, па вие го изодовте и го изодевте тој пат многу млада, споменавте и сама 24 години, но гледам дека на некој начин сте среќна и навистина сте во љубов со Бога, нешто што многу мина сакаат и бараат пат за да го постигнат. Уште еднаш да се вратиме на бадниковите поворки, затоа што тоа ни е главната тема. Кога е следната проба и кажете ми што покажува праксата, колку дечињата во денешно време учат во склоп на семејството, односно од родителите за вистинската верба во Бог, или само сакаат да учествуваат затоа што еден, за жал поразително е еден родител да сугерира или да му објасни па на своето дете дека е битно да ја носи пештерата за разлика од другите. Тоа нема врска некоја со верба, реално да разговара. Да, точно се согласувам со вас. Следната проба и последна ќе биде на 5 јануар на празникот посветен на Свети Наум. Тогаш ќе мора малце да имаме посериозен пристап кон пеењето, да извежбаме добро песничката. Јас за оваа година осмислив, бидејќи станува збор за голем број на деца и веќе првите што одат напред пеат еден дел, вторите што одат позади пеат друг дел. Значи минатата година имавме околу 450 деца на поворка, од кои што тие деца 150 не доаѓаа на проби и секогаш ги замолувам, јас апелирам и до родителите и до дечињата да се однесуваме достоинствено на поворка, да нема туркање, ве молам. Сакам да биде се убаво, да изгледат се убаво, да бидиме радост на Христос, да оставиме добра гледка низ градот. Ги замолувам и родителите дома да разговараат со дечињата, значи да си одиме едни позади други, не е битно кој ќе оди прв, кој ќе оди последен, сите учествуваме под покровот на Пресветата Богородица. На сите не закривуваат Богородица. Годинава
освен тоа што имаме толку деца на паворка, можем да ви кажем дека имаме уште и толку возрастни, значи радоста не е само кај децата, радоста и кај возрастните. Кога ќе се вратиме ние со дечињата од паворка во црковниот двор, имаме како и секоја година да не ја заборавиме закуската, со топли чајчиња, колачиња, се пуштат песничката Вечниот Бог, се делат пакетчиња, се останува подолго време, значи се почестуваме со колачињата, не дека е дојдено до колачиња или нешто до храната, туку е до самата таа атмосфера. И дружбата меѓу децата веќе се чувства на банник. Се чувствува веќе рождеството Христово, веќе Христос ни ги стоплил срцата. Ние само чекаме да дојде другиот ден за да го изговориме најгласниот и радосен поздрав, Христос се роди. И многу е убаво, значи ги поканувам сите, не ги поканувам сите, да не некој ме свати погрешно дека јас си земам за право некого нешто да поканувам или ова или она. Јас само се најдов во ова ситуација и од љубов. Од љубов учествувам во бадниковиве паворки, сите ние заедно сме тука, сите ние заедно соработуваме, сите луѓе што сме вклучени во ова, им благодарам на сите. Не сум само јас, има и други. Да не ги издвојувам по име поединечно, бидејќи сме многу. Ја чувствуваме радоста, ја делиме радоста. Не може да кажеме дека го покануваме на некого. Наша должност како крстени православни луѓе во црквата на банник да се собереме сите заедно во црковниот двор и сите заедно да се радуваме. Значи нема покана туку должност ни е христијанска тоа да го правиме. И да ја споделиме таа огромна радост, верувајте, се чувства многу голема радост, кој присуствува знае дека радоста е огромна и неизмерна. Така, учеството и присуството ќе биде и во голем број и годинава, затоа што ја знаеме праксата од минатите години. Лидија, јас ви посакувам да продолжите да имате таква радост во срцето и да имате таква енергија. Телефонскиот број ваш во телефонов ми е запишан како Лидија Хуманост, штом така ми останало, значи не било случајно, така што ете тоа нека ви биде радоста на денешниот ден. Ние како медиум секако дека ќе го проследиме настанот за да го пренесеме и на нашите слушатели и на strugaonline.mk имаат можност да го следат со линк во живо и верувам дека ќе имаме уште многу убави поводи повторно да ни бидете гостинка. Јас ви благодарам уште еднаш на поканата, се надевав дека не сгрешив ништо во ова гостување и сакам само уште нешто да се надоврзам, дека хуманоста, како хуманост, не се состои само во дарување на материјални работи. Так. Хуманоста е еден топол збор кажан кон некого. И помисла исто така. Во период кога му е тешко на човекот, еден топол збор би му дошол како не знам колку материјални добра, кога би му било лесно, би се ворит. Затоа сакам да апелирам до сите дека многу ни е потребна љубов едни кон други. Ако немаме љубов, ништо немаме. Така. И уште еднаш за многу години. За многу години, навистина љубовта е она што ќе го спаси овој свет каков и да е и во колку лош правец и да е тргната, сите настани околу нас покажуваат дека не е тргнат каде што треба, затоа треба да ја вратиме и љубовта и хуманоста како основни вредности. Еве вие тоа го правите празнично и секој треба да си најде начин да го направи светот поубаво место. Се слушаме повторно, односно верувам повторно ќе ни бидете гостинка. Слушате Play Cafe на Play Radio, зборувавме за бадниковите поворки 2024. Продолжуваме со супер музика.